Добар ден, драги ученици! Добре дојдовте во нашата училница на часот по предметот физичко и здравствено образование. Јас сум Даниела Петровска, оделенски наставник од Основното училиште Свети Климент Охридски, подрачно училиште село Разловци, Делчево. На овој видеочас ќе обработиме наставната содржина вежби за трупот, за трето оделение. Кои се целите на овој час? Да се оспособат учениците правилно и координирано да ги изведуваат вежбите за оформување на телото. Изведувањето на вежбите придонесува за правилно формирање и развивање на трупот и екстремитетите, создавање навика за правилно вдишување и издишување на воздухот, што придонесува за развивање на белодробните крила, правилно развивање на рамениот појас, градниот кош и коските на крлицата, јакнење и стегнување на мускулите на трупот и да се оспособат вежбите да ги изведуваат со определен ритам и темпо. Најпрво ќе направиме неколку вежбички за загревање на сите делови на телото. Почнуваме прво со вежби за загревање на главата. Се наоѓаме во исправена положба, рацете се на колковите и се прави отклон на главата на десната страна, па потоа на левата страна. Потоа ја наведнуваме главата напред, назад и правиме кружни движења со главата на десно, потоа во лево, по 5 пати ги правиме овие вежбички. Можете вие, драги ученици, да го стопирате видеото и да ги направите овие 3 вежби за главата. Почнуваме со вежби за загревање на рамениот појас. Рацете се на колковите и се прават кружни движења само во пределот на рамото. Напред, а потоа и назад по 5 пати. Вежби за дланките. Се прават кружни движења во зглобот на дланките, напред и назад, исто така по 5 пати. Продолжуваме со вежби за рацете. Движења на рацете кои во лактот се свиени за 90 степени и ги движиме напред и назад по 5 пати. И правиме кружни движења на дланките на едната па на другата страна. И последната вежбичка е пливање со рацете наизменично напред и назад. Овие вежби ги правиме по 5 пати, а можете да го стопирате видеото и да си ги направите овие вежби за рацете. Вежби на трупот. Нозете се малку расширени. Рацете се расширени право на левата и на десната страна и го вртиме трупот. Прво на десно, па потоа на лево, со тоа што нозете си остануваат статични. Правиме уште една вежба за трупот. Телото е во полуседечка положба, со рацете на колената и го вртиме телото на десната страна, со свитка на десна нога во коленото, а левата е исправена. Потоа, истите движења ги правиме и на левата страна. Вежбите ги повторуваме 5 пати и за да ги направите можете да го стопирате видеото. Продолжуваме со вежби за нозете. Нормално исправен став, со рацете на колковите. Учениците прават склекови 5 пати. Клекнуваат и се исправуваат на нозете. Откако ги направивме овие вежбички за загревање, продолжуваме со вежбите за трупот. Вежбите за труп може да бидат изведувани со праволиниски и криволиниски движења, потоа движење на една страна и истовремено движење на обете страни. Првата вежба за трупот ни е учениците се во полурасчекорен став и рацете се на вратот. Изведуваат отклони на десно и на лево по 5 пати. Втората вежба за трупот, учениците се со нормален исправен став и рацете се на вратот. Ја отклонуваат десната нога на десно и пак ја враќаат во правобитната положба. И така и со левата нога. Овие вежби ги правиме по 5 пати, а можете да си го стопирате видеото и да си ги направите сами во домашни услови. Продолжуваме со третата вежбичка.
Учениците се во расчекорен став, со рацете спуштени слободно покрај телото. Тие прават поклон со телото и ги вкрстуваат двете раце, при што доаѓа до истегнување на рабетниот столб и прашлените и повторно се враќа телото во почетна положба со кренати рацете над главата. Оваа вежбичка исто ќе ја направиме 5 пати за ваша возраст, со тоа што можете да го стопирате видеото и да се обидете. Продолжуваме со четврта вежба. Учениците се во лежечка положба на стомак, со рацете исправени напред и ги креваат нозете заедно нагоре 5 пати, а истовремено може и нозете и рацете да ги креваат. Петата вежба, учениците лежат на грб и истовремено ги креваат и главата и нозете, со рацете исправени покрај телото напред. И оваа вежба ја правиме 5 пати. Стопирајте го видеото и направете ги овие вежби за трупот. И последна вежба, што ќе ја направиме за трупот, учениците се во расчекорен став, рацете се на вратот и го отклонуваат телото на едната страна, а главата на другата страна. И оваа вежба ја правиме 5 пати. Обидете се, ученици, да ги направите овие вежби за трупот. За крај, после напорното вежбање, ќе направиме неколку вежби за олабавување на телото. Рацете ги држиме слободно покрај трупот и нозете ни се слободно поставени. Некоординирано ги движиме двете раце, опуштајќи ги коските и мускулите на двете раце. Потоа скокаме на левата нога и ги опуштаме коските и мускулите на десната нога и обратно скокаме на десната нога и ги отпуштаме коските и мускулите на левата нога. Со опуштено тело правиме неколку скокови во височина. Драги ученици, ви благодарам за вниманието. Ова беше се за овој видеочас. Ве поздравувам.